Добро вечер. Точно пред една година, кога ја почнував есенската серија на Вин-Вин, мој гостин беше Зоран Заев и тогаш ги најави бомбите на опозицијата како имам нешто со што ќе го принудам Никола Груевски да прифати техничка влада, освен другите 5 барања на опозицијата, за изборите, кога и тие да се случат. Да бидам искрена, го гледав бледо, ми изгледаше како очајник, потполно нокаутиран од изборниот резултат во разлика од 200.000 гласови, со лична одлука да не го признае резултатот, да изолира СДСМ, да ја извади од парламентот и дека во израз на немоќ пред мене овој човек зборува невозможни работи. Никола Груевски беше на врвот. Јас сум во истото столче, во истото време, кога тој гостуваше на Вин-Вин, Никола Груевски во својот кабинет го преслушувал од прилика истото од Зоран Заев, се разбира нарачал и снимање. Обвинителот одлучи да постапува по снимките од кабинетот на Никола Груевски, а не од отприлика сличниот исказ кој во исто време Зоран Заев го даде за Вин-Вин. Добро вечер за вас. Повторно на почетокот на новата серија на Вин-Вин. Се надевам овој пат нема да ве гледам бледо, од причина што сигурно нема уште толку многу џокери како изненадување. Сега од прилика се е јасно, во рацете го имаме календарот и нова година ќе ја дочекаме без Никола Груевски во главната фотелја на Илинденска. Ние имаме парчиња од тој мозаик, има прилично наши импровизации. Имате ли вие целата слика? Зошто боксерот во Илинденска пред една година не ве свати сериозно или што е тоа што го занесе Никола Груевски за денеска да го доведе, да не разговара за техничка влада која тој ќе ја предводи на изборите, туку да го гледаме календарот кој во декември ја има запишано неговата демисија од Илинденска? Прво поздрав до гледачите, секогаш ми е драго да бидам ваш гостин и отворено да зборуваме за многу актуелни работи. Одговорот на прашањето кое што го поставивте, можам само да го дефинирам како карактерното однесување на Груевски. Човек кој што живее таму далеко во облаците, типично автократски, не сваќајќи дека нешто е сериозно во моментот, а впрочем и што и да е, тој така поставен во општеството, ќе го издржи, ќе го изменаџира, што секако потврдува она што цело време го кажуваме за начинот на владење во Република Македонија и автократското поставување на Никола Груевски. Реков име повторно во истото столче и морам да ви признам дека не се чувствам овој пат најудобно. Транскриптите кои што ни ги поделивте, видов еден мој разговор, кој што ќе бидам слободна, бидејќи е забрането повеќе да пуштате аудио снимки, инаку ќе ве замолев да ја донесете таа. Разговарам со Радмила Шекеринска, така стои во транскриптот, потврдувам дека е точно. Се чудам на незината нормалност или ненормалност, со прилично непристоен коментар. Дали си нормална, овој струмички селјак во 21 век да се заложиш, да го донесеш за лидер на македонската левица. Има тука уште други додавки кои веројатно не се важни за нашиот разговор. Се ве прашувам, кој од нас двајца е лицемер? Јас што вечерва ви се обраќам на вие, или вие што ми велите задоволство ми е да гостувам кај вас, а снимката сте ја преслушале. Таа веројатно ја видел и Никола Груевски, бидејќи е во транскриптот кој што го добивме. Претпоставам вистинска дефиниција, професионалци сме двајцата во тоа што го работиме. Само јас и Господ знаеме што се изнаслуша во овие снимки. Ама ме гледате дека денеска сум истиот Зоран Заев, кој што бил и пред таа емисија кога зборувавме за прв пат за бомбите, кога сум знаел да зборувам и за проектите во Струмица, гасификацијата, подземниот плоштад и сите овие активности. Јас сум среќен што ова го понесов на нозе и знам што значи озборување или приватен разговор, знам што значи професионалност. Тоа го покажавме со тоа како го направивме споделувањето со јавноста на многу внимателен, прецизен начин, за без да допреме во приватноста, тргнувајќи секој пат од тоа дека
знаете, таму се и моите разговори. И јас знам да опцујам во разговор. И јас знам да повишам глас. Јас знам да се искарам со сопругата за децата, училиштето и слично. Знам да ги навредам моите сопартици. Знам да некој пат донесам одлуки и ги соопштувам брзоплето по телефон. И тоа е приватност. Професионалноста е професионалност. Исто така, во тоа разграничување, целото, кое што се надевам го потврдив, треба да знаат граѓаните дека сериозноста на професијата која што ја извршувам апсолутно е обврска за внимателноста, за користење на еден таков доказен материјал кој што го поседувате. И секако, затоа зборувам и во мој лице. Никој од нас не е совршен. Секој пат сме во приватните разговори поопуштени, послободни. Зборуваме и некои работи што не ги мислиме. И тоа е така. Но кога работиме деловно и сме посветени со обврска дека некој тоа го цени нашето работење и дава свое мислење, секогаш тоа е поразлично. Така да, јас и ќе издвојам еден пример. Знаете, се што се наслушав од тие разговори од Никола Груевски. Тој истиот Никола Груевски кој што ги снимаше разговорите во премиерскиот кабинет, кој што тој го владее поприлично долго време, повеќе од 9,5 години. И бев и сниман и видео покрај што цел период сум еден од тие кој што континуирано е сниман со години. Тој е еден круцијален момент, и веќе бидам индискретен и ќе кажам. Кога беше на одмор во Израел, се работеше за државна потреба и покрај се јас дигнав телефон за да тој, се уште е премиер, биде информиран и се преземат соодветни дејствија. Зошто го кажувам ова? Заради тоа што професионалноста е професионалност, нашите чувства, многу често зборував и на тие пресконференции, мора да ги оставиме дома, на страна. А пред се да се ја понесеме толку силна одговорноста, заради самиот процес кој што го оставивме, не секој дневен, не во регионот, не знам каде во светот, која што пред се и над се мора да биде поврзан со внимателноста, сериозноста, прецизноста на начинот на споделување на вака сензитивен материјал. И повторно размислувам и се велам добро, може би е тоа така, затоа што тој созрева сега во еден неверојатно опасен процес, ама од кај знам, ако има прилика да заседне на Илинденска број 2, може би тогаш ќе го видиме чудовиштето во него и желбата за освета и тогаш ќе почне да се сеќава што се некаде имаме кажано за Зоран Заев. Како се прави таа граница? Некои од професионалците ми кажат, овој човек оди ли на деконтаминација? Користи ли услуги од професионалец? Се видел ли воопшто некогаш со психијатар? Што во нашата конзервативна средина е безмалку дека ве правам луд. Јас реков, среќен сум што ова го понесов на нозе. Јас сум обичен човек. Знаеш, кој што добил чест во овој период да биде прв во опозицијата и да биде прв пример на охрабрување на сето она уплашено наше граѓанство, да го кажем. Вие го отворивте вака отворено, јас ќе кажем. Се надам, нема да ми замерите. Вие сте еден од новинарите кои што имат некаде околу 14.000 снимки. Знаете дека токму еден од тие транскрипти е специјално изваден каде што ги кажавте овие зборови по еден разговор, најверојатно многу слободен, во тој период за некаква употреба. Тие транскрипти од 14.000 разговори се извлечени во еден материјал прилично обемен, 1600 страни, фонд шеска, искуцан, се вика раслојување и деструкција на опозицијата. Најмногу сме ние опозиционерите. За малку ќе сум ве срушила ако ме послушала Шекеринска. Но таму се и коментарите на новинарите како гледаат на опозицијата. За нас е материјалот, а што ме за нас употребата била Никола Груевски. И тука е извлечена и Оливиера Трајковска, и Васко Попетревски. Тука е некаде целата ова независна новинарска фела која што знае да искритикува, знае да пофали и не важи за перијаници на власт. Слободно кажувам, прв опозиционер сум, но сакале да се огледаат и како вие гледате на нас во опозицијата, како што рекавте, клекната на колена во овие моменти, која беше СДСМ навистина слаба. И во тој еден период, поентата ми беше да го издвојам целиот овој аспект на она што е влезено во мојата глава.
да го разграничам што е тоа што е професионално, што е тоа што е приватно, а истовремено да можам да го понесам оној дел кој што ме оврзува да го издржам на нозе, колку и да грозно некогаш тоа звучи, колку и да представува сликата, кој што на крајот вели, бе вреди ли ова цела работа. Но, честа е добиена. Прв си во опозицијата, го презимате чекорот и чекорот не е само да се направи. Многу работи се овде по вас. На трагата на тоа чест, морам да одговорам на тоа. И главно, како рефрен, постојано се повторува една реченица која почнува: на него не смееме да му одречеме дека покажа вонредно храброст. Тоа звучи како комплимент, но дали сте размислувале дека додека ве опишуваат како храбар, ви одземаат некои од поважните атрибути кои што треба да ги има еден политичар во вакво време, да речеме, да е промислен, стратешки добро поставен, одговорен кон својата политичка организација, и дека всушност, ставајќи акцент на храброста, скоро никој не вели, на Зоран Заев треба да му се честита, ако тврди дека сам го слушал тоа и ги составувал бомбите, дека тоа е вонсериска политичка вивисекција која на едно место ти го дава целото сознание и за криминалот, и за злобата, и за бескрупулозноста на власта, направена безмалку како во таа фаза да влезе најдобриот пиар стручњак, предпоставувам не од дома, и направи една потполно кавкијанска приказна низ бомбите. Прво, само да ве подсетам зошто беше потребен овој период од најава дека Заев поседува некои докази во своји раце до почетокот на објавувањето. Това беа неколку месеци. Затоа што сериозноста на еден ваков материјал мора да ги сталожи водите во вас и да бидете на чисто со концептот со кој што тргнувате. Кажав претходно, само јас и Господ знаеме се што слушнав во целиот овој материјал. И тоа е така. Заев останува гарантор на приватноста од Заев па понатаму на секој. Се надевам дека и специјалната обвинителка која што ќе ги добие овие материјали има и официјална службена обврска да ги заштити приватностите. Тоа не заборавим. Тоа е дел од материјалот кој што со години Никола Груевски, Сашо Мијалков го селектирале. Не знам колку имале време да го сослушат. Но го таложеле. Сведочиме ли ние просто на абсурд дека тие снимале со години, процентот од кои непосредно имале увид во аудио е далеку поскромен од тоа што вие седнавте да го ислушате. И дека сега можам да речам дека вие сте човекот во Република Македонија кој има искористено најмногу од можностите на прислушните апарати во Министерството за внатрешни работи. Може и така да се дефинира. Јас видов дека тоа е невозможно. Ако е крајниот корисник Никола Груевски, Сашо Мијалков, не знам, шеф на штаб, Нино, кој што бил, кој да е, видов како овој процес на селекција на материјалите за потреба моја беше да го споделам со јавноста колку време треба за да се селектира една тема важна за општеството. Верувам дека јас сум тој кој што најповеќе знае од тие материјали што има. А верувам дека и така тоа ќе остане од оние информации кои што ги имам, луѓето знаат дека имам. Тие избриша или се, или најголем дел од се тоа што постои, па дури верувам дека уништија доказни материјали кои што се собственост на државата по службена должност, кај што се обезбедени посебни истражни мерки. Овде не се занесувам да ви верувам вас, но оваа констатација стои во извештајот на Прибе, а екипата на Прибе беше од прилично сериозни стручњаци кои се разбираат во тие играчки. Ви кажам детали. И таа една реченица која вели дека ќе биде неопходна помош од врвни стручњаци од надвор, кои ќе можат да подигнат базата да ги видиме и избришаните податоци, недвојбено сведочат дека таму се случувале постапки постфестум кои треба да ги затворат Ако во моментот било кој обвинител, не специјалната обвинителка, побара да ги повторат доказите од МВР на ново да ги достават за шпион, детонатор, официјални докази, те не може да ги достават. Како течеле разговорите во овие транскриптите и Excel табелите кои што ги представував, тие се разграничени по тајмингот на зборување. Ако зборувал овде, да ми простат на името еден од осудените лица, не знам, Ефремов,
од шпион. И тој го има разговорот. Веднаш после него Али Ахмети, па доаѓа Зоран Заев, па доаѓа некој новинар, па доаѓа некој друг од детонатор и тоа не се разграничува така едноставно, се брише целото. Поентата ми беше во овој дел за кој што зборувате дека и јас не можев тоа целото да го изслушам, тоа не се дослушува. Значи, од прилика 600.000 разговори. Ние објавивме 1100. Не можам да кажам дека сам целото тоа го направив. Јас го селектирав сам. Ќе го кажам примерот. Селектираш 40 разговори кои што се однесуваат на темата Мартин Нешковски. И ги предавам во Центарот за комуникации, мојот кабинет, каде што тимот од СДС само 40 селектира 7-8. Те не можете по 3 сата да држите пресконференција. Тие помогнаа многу. Еден дел од новинарите кои што ги слушаа пресконференциите се качуваа горе по кабинетите, барајќи го тој пиар стратегот кој што не постои. Заев ги селектираше заради внимателноста пред се. Значи, од можноста сам да се фатам внатре, со мој разговор, кај што може би пцуем некој, до можноста Радмила, не знам, Оливер, па вие, па децата може би на Сашо Мијалков или на Никола Груевски. Таа крајност. Ако се случише да повредеме некоја детска душичка, катастрофа е целиот процес. Но јас го тоа извлекував, а заедно го презентиравме на јавноста на начин на кој што ќе допре до јавноста. И само овде ќе ве подсетам, еве го законот за специјалниот обвинител. Гледате дека таму нема ништо за автентичноста на разговорите. Апсолвирано е прашањето. Власта не дека заборави да го побара тоа во законот да влезе. Не. Тоа е апсолвирано прашање. Не се ни сецкани, ни кратени, ни како беше тоа, монтирани и досечени. Сечени, лепени, монтирани и креирани. Одлично што ја допревме темата за специјалниот обвинител. Во целиот овој процес ние се движевме од, да речеме, еуфорија дека има надеж, има шанса, до првата сериозна пречка дека се е загубено, дека може би ние присуствуваме на едно Big Brother шоу во кое Зоран Заев и Никола Груевски се имаат однапред договорено, ние само сведочиме на една неверојатна драмолетка. И после договорот во Пржино, вклучително и со завчерашното објавување на името на специјалниот обвинител, кој беше шок за јавноста, првиот коментар е ако ова дефинитивно не сведочи дека за затворена врата Зоран Заев и Никола Груевски се испазарија тој за предметот подкуп, кое што е во обвинителството на Цврлевски, да биде амнестиран од Никола Груевски, а Никола Груевски преку катица во специјалното обвинителство да биде амнестиран за делата за кои индициите стојат во преслушаните бомби. Претпоставам не ви кажувам ништо невообичаено, освен ако имате чувство дека живееме во заговори, но фактот дека во истиот момент на масата на 4 партии се наоѓа името на Катица Јанева, може да покажува дека таа е решение на меѓународната заедница, па на сите вие дошепната да го пишете, или вие лукаво договарајќи се со Груевски за најмал заеднички содржател Катица Јанева, некој од вас ги брифира албанските партии, бидејќи не гледам логика зошто обвинителот Гевгелија би можеле воопшто да го познаваат Али Ахмети и Мендух Тачи. Вака. Ке се обидам да ги почитам узансите на преговори и договори, а при тоа да бидам транспарентен за јавноста, заради тоа што сакаме и се бориме за транспарентноста како политичка партија. И Библијата вели колку пати треба да се докаже за да конечно вербата се потврди. И многу е логично денеска граѓаните да барат до крај одговори и вербата да не им биде потврдена. Прво ќе кажам, зарем вака ќе ги вадев овие доказни материјали со целиот ризик по себе и по семејството, ако имав намера со некого да се договарам. Со некого да разговараш и да постигнеш дел е сосема различна работа. Јас реков сум спремен со црниот ѓавол да седнам, ако е интерес на државата. Јас верував и верувам дека не треба по пат на насилие да се симне оваа власт, кога веќе Никола Груевски одлучи да не ја поднесува својата оставка. И овде трпението кој го имам до крајот на светот ако треба,
Целта ќе ја постигнеме. Разговорите течеа на основа на вадење на аргументи и контрааргументи во присуство на меѓународната заедница. Имињата кои што одеа во јавноста тие беа имиња на маса. Еве, само едно ќе искоментирам. Почитуваниот професор Гордан Калеџиев беше првото решение кое што го истакна. Мазаев само не одлучува тука. Тука одлучуваат и другите 4 партии. И ги вадите аргументите, сите чинители во преговорачкиот процес, и имате арбитар, меѓународната заедница која што е тука. И на крајот барате решение. И од целото тоа решение каде што нема контрааргументи на аргументите кои што значат решителност, храброст, стручност, докажаност до сега и желба да се впушти некој во таков процес. Ако ги има контрааргументите, партиска определба, приврзаник на или екзекутор на некој од политичките субјекти, без разлика власт или опозиција, тие се контрааргументи кои што може да бидат ставени на маса. На крајот за ова име не падна контрааргументи. И едноставно немате начин дали се викате Груевски, Заев, Ахмети или Тачи, да тоа го одбиете. Секако, то толку би сакал да кажам, она што знам, дека Катица Јанева е веќе заедничко решение на сите. И до тука е нашето. Таа е таа која што треба нас да не гони сега. И тука е завршена работата. Сега сме во една деликатна... Меѓународната заедница ја даде поддршката и верувам дека ќе додржува поддршката во целиот процес во континуитет. Денеска дадов изјава и стојам на таа изјава. Јас и Никола Груевски сме еднакви со секој граѓанин и секој што се огрешил по законот треба да одговара. Вие ќе, доколку се изјасни судот, ќе влезете во постапка за подкуп. За пуч рековте дека не го признавате судот. Сега тој предмет ќе се врати кај Катица Јанева. Тие ќе проценуваат има ли дело закана кон државни функционери или малку беше подолг описот. Дали за подкуп важи истата ваша политичка полза, не го признавам овој суд? Моментумот да го доведам до абсурдност судот, и тоа го постигнавме во целата оваа катарза или тригер на политичка криза која што се случи во Македонија, секако со примопредавањето на предметот пуч кон независна институција, специјално јавно обвинителство, ги враќа сите мои ставови во делот на правосудството. Не само тоа, изборот и Заев кој што отворено зборуваше за зависноста на правосудството, застана зад професионалец. Целта ми е да испратам пораката кон сите тие професионалци што постојат во јавната администрација, судство, обвинителство, јавни предпријатија, да се ја завршуваат работата професионално. Ти имат обврска кон државата и во процесот кој што предстои. Премногу е значајна нивната улога. Знаеме да ги препознаеме и да застанеме зад нив. Ова е на трагата на коментарите дека Катица Јанева била 2 пати бирана во мандатот на ВМРО ДПМН, што би се рекло по дефиниција не сме да биде прифатлива за СДСМ. Ако го правите тој преседан, сакате да им кажете дека тоа е патот по кој ќе правите разлика дека некој кариерно може да напредува без оглед на етикетите, ако процените дека добро се врши својата работа? Значи, знаете како? Господинот Калеџиев, ја знаев дека има работено закони за оваа влада. Тие биле закони за Република Македонија, ангажманот бил од влада. Јас знаев дека дел од обвинителите кои што ги предложив исто така пред овие партнерите во преговорите сите и пред меѓународната заедница беа обвинители кои што се примени на работа и станале обвинители во обвинителство Скопје, додека Никола Груевски е на власт, уште не важела академијата. Но знаев дека се честни, правични, стручни и сериозни. Катица Јанева 2003 година е вработена во јавното обвинителство, СДСМ било на власт. Марко Зврлевски или не знам Шврговски кој бил тогаш, ја бира прв пат за обвинител на Гевгелија. И сега се случувале работите без разлика кој бил на власт. Тоа не е воопшто важно. Важно е како професионално или непрофесионално се однесувал поединецот. Затоа многу често зборував дури оние што се во јавната администрација вработени од ВМРО, па дури со членски книшки на ВМРО.
Како би можеле тие да знаат за ова злосторство што е направено од страна на нивните водачи во партијата или тие што ја водат државата? Професионализмот мора да го почитуваме и да го цениме. И во таков еден амбиент сакав да испратам токму таа порака. Се залагав и за луѓе надвор од обвинителството, го спомнав професорот и соопштив таму во разговорите уште 3 имиња, кои што не се во обвинителството, а би биле одлични специјални обвинители. Излегов со листа кој што имаше и мешан етнички состав, меѓу кои имаше и албанци, 2 кандидати, подготвени да целосно делегиран верба како една од 4 страни. И секако на крајот се постигна договор за една од личностите, која што, знаејќи дека е од обвинителството, кој што во моментот го шефува Зврлевски, кој што е целосно извршител и екзекутор на извршната власт, се тоа е тој што не треба да биде. Сепак, ова личност, ниту една дамка, не може некој да ја вади на маса дека била пристрасна за некоја од политичките страни или на некој начин оставила лоша трага во своето работење, за што би немала кредибилитет да ја врши оваа функција. Во целата епизода, се да се заврши во последниот ден, од повеќето непријатни епизоди за дел од нив не жалиме. Дека ве дигнале во 5 часот наутро големите лидери на македонските политички партии, не жалиме, го заслужувате тој третман. Делот кој лично чувствувам дека е за мене прескап луксус е да мора да се испрати авион за председателот Ѓорги Иванов, кој очигледно и инаку не живее во оваа земја и можеби нема слушнато дека 15 септември е некаков ден за нешто, па можеби тој ќе има работа, се наоѓа на официјална посета во Црна Гора. Да мора да се испраќа специјален авион за Ѓорги Иванов да го потпише указот, тоа е за мене флеката во целиот период и можеби најскапата ставка од целиот тој ден. Уште една потврда дека првиот човек во државата, председателот на државата, е само статист во македонската политичка сцена. Јас ќе ви кажам вака. Бевме во Страсбур, преговаравме во кабинетот на Хан. Бевме во Брисел, преговаравме во кабинетот на Хан. Бевме во... Тоа беше јавна слика една. Како да ви кажам, бевме овде во Пржино, бевме во резиденцијата на Европската унија. Ако беше се нормално во Македонија, требаше да преговараме во резиденцијата на председателот на државата. Тоа само по себе покажува какви се состојбите и до каде тоа забегала политиката на Никола Груевски. Тука е вината кај Никола Груевски. До каде тоа неговата автократска поставеност, боговско однесување таму горе во облаците, далеко од реалност. Ви испразни институциите од авторитети. Дотерала Македонија. Знаете како? Уште само еднаш само ќе кажам, секојдневно тој ги потврдува уништените институции во Македонија. Гледате и како шетан из Македонија, дигајки го телефонот, за да заврши работа за одреден поединечен проблем, и тој проблем постои на секаде. Тоа е доказ дека институциите не функционираат, толку се урнисани и разорени да тој мора по телефон да ги врши поединечните проблеми. Треба институциите да ги завршуваат таквите проблеми. И тоа само по себе ја кажува трагедијата на рефлексиите или реперкусиите. Тоа е за ова безбанку изборна кампања на Никола Груевски низ Македонија? За тоа зборувате? Ова изборна кампања на Никола Груевски. Значи, кога заврши политичкиот процес со 15 јули, се спушти таа голема тешка завеса и тргна повторно коментарите. Погледнете ги СДСМ без идеја како понатаму, а Никола Груевски облечен во старото руво, веќе ја ора Македонија и е тргнат во изборна кампања. По тоа ќе измерите колку е потенцијалот, стратегијата и внатрешната организација на двете партии кои треба да се соочат за неколку месеци на 24 април на избори. Знаете како? Тргна и летото му беше цело на располагање. Ние јавно го искоментиравме тоа дека од нас како опозиција после целиот овој процес вистината за Македонија се очекува сериозност и посветеност. Ние не може да бидеме поголеми популисти од Никола Груевски. Едноставно го оставивме човекот да ја испее последната лебедова песна. Така би го дефинирал, не знам како поинако. Заради тоа што
И со секој чекор на посетите и ваквите активности само потврдува урнисаност на институционалната поставеност на Македонија. Кога му ја читате програмата на Никола Груевски, има и убави работи во таа програма, но самата таа програма, преку дигањето на телефонот, во истиот момент ја прогласи за тоалетна хартија. Или кога ја слушате сите овие снимки, гледате дека таа програма не била ништо друго, туку параван за сите овие злосторства, злодела, криминали кои што се направени во целиот овој период. И на крајот ке мафтаме со 100 чекори, па преродба, па надградена, па проширена, па манифест, што и да е, лаги со опашки. Луѓето го знаат тоа. Бомбите, така наречени, или доказите го потврдија само тоа, што всушност се случува во Македонија. Урнисана ни е државата, институциите се срозени. Никола Груевски тоа го покажува. Заев само во еден сегмент исто така. Дали го одбравте вистинскиот пат и дали не оддалечивте од нашите надежи дека примарната цел да ги реинституционализираме институциите кои се киднапирани од една политичка партија? Ќе разговараме по паузата. Оставете ги редовите, гужвите и нервозите зад себе. Сигурни и лесни плаќања преку интернет од секаде и во било кое време. Вршете било какви безготовински преноси од вашата денарска трансакцијска сметка и имајте увид во своите финансии. Толку едноставно, што секој може да го користи. Интернет банка на Комерцијална банка. Скокни го редот. Cara, che cosa ti ho fatto io? Disgraziato! Amore, ti stai sbagliando. Chi è sta Troia 1000 che ti sta chiamando 100 volte? È lei? Pronto? Salve, mi scusi, sono Mile. Sei Salvatore? È lui! È il mio partner di Macedonia che ci porta i peperoni per la nostra pizza. Un attimo. Одберете го новиот постпейд пакет One International и ќе добиете 60 бесплатни минути секој месец за повици кон целиот свет и неограничени разговори кон сите мрежи во Македонија, плюс 5 гигабајт интернет за месечна претплата од само 699 денари. One, секаде заедно. Ciao Mila, come stai, bello? Добро е да знаеш дека имаш некој што секогаш е тука, подготвен да ти го олесни денот. Со E-Punkt плаќајте ги онлайн вашите фактури за електрична енергија со само еден клик. Регистрирајте се за E-Punkt на evana.mk. Евана, секогаш тука за вас. Фантастична наградна игра со Елит кафе до многу награди и пари. Купи го твоето омилено Елит, погледни во внатрешноста и можеш да освоиш многу награди и 10 пати по неверојатни 100.000 денари. Среќен добитник на нови 100.000 денари е Валентин Талевски од Битола. И па на здравје кафе со Елит кафе. Само во АМЦ купи на рати веќе од 5 евра месечно, само со лична карта. Купи лаптоп, смартфон, таблет, компјутер, телевизор за само 5 евра месечна рата, само со лична карта. Аплицирај на лице место во салоните на АМЦ. Брзо и едноставно до вашиот нов уред. АМЦ. Секогаш најдобри цени. Велат дека животот е она што ни се случува додека сме зафатени со правење планови. Дека поминува толку брзо, додека да се свртиш. А што е животот без моментите кои за секогаш ќе ги паметиме? Без да ги направиш нештата за кои што сонуваш? Без почесто да кажеш да, а поретко да велиш не, или има време. Без да го живееш токму онака како што ти сакаш. Ова е твој живот. Живеј го исполнето секој ден и знај дека секогаш има на кого да се подпреш. Стопанска банка, на ваша страна.
Акција Бујото Есенцијале, само во салонот на МТАС Футуро, кујна дизајнирано бујото за само 2199 евра. Во цената се вклучени медијапански фронтови по ваша желба, лакирани или пластифицирани, работна површина изработена од цврст композитен материјал со излиен садопер, чешма, фиоки и врати со меко затворање, вградлив фрижидер, замрзнувач, вградлива фурна, вградлива грејна плоча, искриен аспиратор Фабер. И тоа не е се. На секоја кујна добивате 2 години гаранција. Кај нас вашите пари имаат најголема вредност. Ве очекуваме во нашиот салон на улица Даме Груев број 3, зад Републичкото собрание во центарот на Скопје. Најдоброто од Македонија. На стапалата имам црвенило, ме чешаат и се лупат. Ти треба Ексодерил крем, експерт за отстранување габички. Ексодерил продира длабоко и ги убива габичките. Штеди секој викенд само во Тинекс од 18 до 20 септември. Јаболка 29 денари, грозје 29 денари, виршли перутни на Птуј 1+1 подарок 43 денари, свежо пиле цекин 167 денари, цврст јогурт с брегов 53 денари. Само во Тинекс. Идеал шипка ви подарува јогурт за било кој купени производи над 250 денари. Интегрални колачи Јафа 2+1 подарок 88 денари, сет круасани миди 35 денари, сет пиво Лашко 99 денари, сет детергент за алишта Ариел и омекнувач Ленор 349 денари. Тинекс, секој ден со вас. Јас сум примариус доктор Марина Поплазарова, педијатар, и целата моја кариера ја посветив на грижата за превенција и лекување на децата. Најсреќна сум кога родителите ги користат моите совети за превенција на болести. Моја препорака е користење на најдобрата детска формулата за здравјето Г-Kids. Добро е Г-Kids да се користи во текот на целата година, но најинтензивно се препорачува користење пред сезоната на настапи. Г-Kids значи силен имунитет, Г-Kids е здраво детство. 60 години знаеме и создаваме вложувајќи во вашата иднина, постојано поддржувајќи ги вистинските вредности. Заедно градиме подобро утре. Вашата доверба е нашиот мотив за повисоки цели. Вашата сигурност е наша обврска. 60 години Комерцијална банка. Заедно создаваме вредности. Господине Заев, договорот од Пржина, може би тој на 2 јуни, може би за вас беше олеснување дека и обезбедувате место на својата политичка стратегија и дека со 15 јули заклучно со протоколот успевате да се договорите за тоа што се вашите политички цели. Демократската јавност стана длабоко разочарана, бидејќи по разбудената енергија од 17 мај, граѓаните за Македонија, ништо веќе не е припаѓа на една партија, почувствува дека процесот е киднапиран и се работи само за технологија која е поврзана со избори, а не за нашата желба дека може би нешто ќе сториме во оваа земја, институциите кои ги плаќаме, да си го вратат својот кредибилитет. Ги разбирате ли тие приговори? Целосно ги разбирам, но неколку работи морам во контекст на ова прашање да ги подсетам. Ова само прво покажува дека повеќе работите не зависат од Никола Груевски. Ке подсетам дека тој, тоа што го постигнавме во Пржина, цело време кажуваше дека нема да се случи. Дека нема да има предвремени избори, дека нема да има оставки, дека нема да има ни негова оставка, дека нема да има министри од СДСМ, дека нема да има специјален обвинител, дека ништо нема да се случи. Тој ги лаже своите поддржувачи и понатаму и продолжува да ги лаже. Но целата оваа работа да не се лажеме. Опозицијата влегува во техничката влада или преодната влада да ги обезбеди... точно ли е дека на средбата со Хан, во која постигнувате договор за специјалниот обвинител, Никола Груевски воопшто не зема збор? За специјалниот обвинител не. Точно. А потоа не држевте во драма во клубот на пратеници без малку месец дена. Оставката негова беше проблематична, министрите од СДСМ, па кои ресори се овде. Па се спомнува само, знаете, тие супервизори тогаш ги вика или слично. Се вратам на одговорот на прашањето. Опозицијата влегува внатре од причините заради кои што не ги призна изборните резултати, не влезе во парламентот и остана и обстои целиот овој период повеќе од година дена надвор од парламентот. И тоа не може да не се почитува, заради тоа што
луѓе ги носе одлуките, колку и да беа сензитивни и чувствителни, требаше да се издржи и се издржа, без да се променат тие одлуки. Влеговме внатре за да ги гарантираме заедно со власта, но сега и ние регуларноста, фер и демократските избори кои што треба да се случат 20. Зошто не беше возможно повеќе? На 24 април да ги гарантираме тие избори. Враќањето на демократијата во институциите на системот ќе се случат конечно кога Никола Груевски ќе замине од политичката сцена. Овие месеци до тогаш може да бидат квалитетни чекори кон враќање на демократските институции. Но до крај тоа е така инсталирано, тоа е така поставено, сиве овие години трупано и таложено, така инструирано, така исконтролирано, да не е честно да кажеме дека ќе добиеме демократски институции по теркот на европските институции до 24 април. Тоа ќе се случи со заминувањето на Груевски на 24 април. Ама, драгоценноста на овие месеци мораме да ја искористиме. Специјалниот обвинител е првиот исчекор и првата порака кон подготвеноста, не изборот. Конкретните чекори што ќе ги преземе специјалниот обвинител се првата порака или првиот исчекор кон независно правосудство. Со медиумите исто така тоа би требало да се случува како исчекор. Конкретна демократизација на институциите ќе се случи со заменувањето на Никола Груевски. Ки ви речат, сепак Груевски е вешт, иако го живее периодот на можеби својот најголем политички удар, извлече максимум за себе. Зоран Заев реши да гостува на негов терен и да се надева дека ќе извлече бод или реми. Точно ли сум во мојата проценка дека вашата намера да влезете под вакви формули, право на вето на заменик министар, се опишува како обид на СДСМ да ги препарира министерствата, кои се дел од изборниот злочин? Еве вака, конкретно... Да ги спречи да го вршат злосторот во низа. За она што вие го опишувате дека е всушност систематски инженеринг. Конкретно, од изборите. Практичното сведочење на тоа што се случува на изборите. Преточено преку извештаите на ОПСИ и ОДИХР и телефонските разговори кои што ги поседуваме. Апсолутно 100% знаеме што се случува на изборите. Тоа го создаде нон-пейперот, кој што беше пред мене во преговорите. Знаејќи што мораме да постигнеме како минимум гаранции преку наше учество внатре во таа преодна влада или порано техничка која што ја нарекувавме, за да бидеме гарантори ние да го чуваме она што значи фер, регуларни и слободни избори или слободно изразената волја на граѓаните, да ја заштитиме тајноста на гласот до крај и до тоа да нема дилеми. Заради тоа, знаевме кои се тие специјални министерства. Ги спомнав и во таа емисија пред некоја година дена овде. Знаевме каде треба директно да се поставиме и колку е тоа доволно. Напоменувам, наша задача, ниту па очекување не е да владееме заедно со Груевски. Не, наша задача е да ги спречиме сите злоупотреби што се случувале пред изборите и за време на изборите, изборниот ден, 2014, 13, 11 и така наназад. И тоа го постигнавме, комплетно. Другата алтернатива е воопшто да седнете на преговори. Таа одлука ја донесовме многу порано. Ако донесете таа одлука, воопшто да седнете на преговори, тогаш ви останува една опција. Крв да протече по улиците. Не заслужува Никола Груевски, нито оваа криминална банда околу него, да падне капка крв. Ако тој е одлучил да не ја поднесе својата оставка, поуката од украинските сценарија, од тоа што се случуваше во арапската пролет и земите во Јужна Азија, во Северна Африка и во многу други земји, ние испратија пораката да учиме од тоа што не е добро. И знаете како? И сега кој ќе погледнете тие земји, насилството носи само насилство. Паднаа режимите. Добро е тамо, трагите останале непоправливи. Таа поука моравме да научиме. Разбудена е само светата, така. а таа И нема крај. Мајка ако изгуби дете, била македонка албанка, тоа само по себе влече рефлексија. Така да во наша мултиетничка Македонија
бевме на еден начин исправени пред известната одлука. Трпение, мирна вода брекрони, чекор по чекор, прецизно знаејќи што сакаме да постигнеме, транспарентно, јасно и гласно да го тераме целиот овој процес, за на крајот режимот да замине. Кога слушнав дека подготвувате специјален програмски конгрес, не по статутарните обврски, кога ги потврдувате кандидатите да ја потврдите и својата изборна програма, тој ќе се случи во октомври. Си реков, може би имам право дека тој си ја носи својата политичка наивност кога ја составува архитектурата на својот политички бренд СДСМ и дека може би тоа е првата опасност која ќе ја зграби Никола Груевски, ker че добро Заев, хајде сега да се надпреваруваме со програма. И дека вие може да не доведете во ситуација на кампања за 24 април да забравиме се и тоа да биде сведено чија програма е подобра, на Никола Груевски или на Зоран Заев. Ги разбирате тие? Ја пропушти приликата Никола Груевски во претходните изборни циклуси да седне и да се надпреварува програмски, со визија, со идеи, со решение. Ја пропушти таа прилика. Програмата не ја носиме за надпревар со Груевски. Груевски повеќе не е тој што ги контролира работите во Македонија. Заврши тоа време. Програмскиот конгрес уште еднаш треба да ја потврди сериозноста во намерата за трасирање известна перспективна иднина на граѓаните. Ние го разобличивме Никола Груевски. Царот е гол. Од тука бегање нема назад. Но граѓаните очекуваат да испорачаме како ние ја димензионираме иднината. Важно е за секој полнолетен граѓанин, па и за секој студент и средношколец, за секој што размислува за иднината согласно годините. И не е доволно да го покажете грдото лице на власта и толку. Мора да трасирате нешто во кое што секој ќе се најде. Инаку, во бомбите, така наречени на опозицијата, знаете, после ова затишје што го кажавте, луѓето и не ги коментираат. Гледате, јас избегнувам да ги кажам деталите. Грозно е тоа. Не ни беше лесно. И што велат. Свесен ли е Заев дека ги забравивме бомбите? Ако. Не ни беше лесно и на нас кои ги вадевме. Но тоа тука некаде тлее во подсвеста и кое што сигурно ќе биде доволно влијателно пред секој граѓанин кој што размислува за иднината на својата земја и на своето семејство, дека барем вреди за да знае за кој не треба да гласа. После 10 години ќе го исправиме нашиот народ пред одлуката и после се ова, за да знае за кој да не гласа. Ама тоа не е доволно. Не градиме институции во дувлата на Никола Груевски, во неговите министерства. Така. Го чекаме 24 декември. Веруваме дека граѓаните нас ќе ни ја дадат довербата и потоа заедно ќе им ја вратиме нивниот полн капацитет и одговорност. Министерствата, институциите, се што представува држава. Обичниот измачен македонски граѓанин вели: добро, немам веќе сили одново да давам. Ке се препознам ли јас себе си во тоа што конечно Заев мене ќе ми понуди за 24-ти? За времето на овој проект Вистината за Македонија се подобри Социјалдемократскиот сојуз, се промени Социјалдемократскиот сојуз, се отворивме и наместо лидери во големи настани ние бевме партиципанти. Ние изградивме соработка со граѓанскиот сектор. Ние прифативме решение од граѓанскиот сектор. Ние се менуваме. Не само заради тоа што бевме принудени заради тензичноста на процесот. Заради тоа што тоа порано што го правеле политичките партии не дало резултат. И мора да се менуваме. Што значи тоа? Мораме да ги департизираме институциите. Мора да престане ова промена на власта, си заминува секој што бил од власта и го... Заедно мора да ја градиме Македонија. Заедно мораме тоа да го создаваме. Како да ви верувам кога вие не сте способни внатре во својата куќа, во својот политички клуб, да престанете да се делите меѓу себе на заевисти, бранковисти, провинцијалци, елитисти и што уште не? Мора да го сватат тоа. Оливера, трет пат и кај вас ќе го повторам. Ние не сме војничка партија. Ние сме различни од ВМРО ДПМН. Убавината и богатството на СДСМ е во разноликост, во демократијата.
уште викат дали се сплотени, дали дојдоа сите, дали некој тоа минира процесот. Дојдоа ли? Дојдоа. Се отвори партијата, секој што сакаше, дојде. Огромен процент е вратен. И останува отворено. Некој доправа може ќе дојде. Но немаме ние минирање едни со други. Пишувањето на програмата е тоа што сега ве обединува конечно. И програмата, и проектот Вистината за Македонија, и кампот, и 17 мај, и се друго. Ние сме различни, тука ќе слушнете критики како член на Централниот одбор или председател на местна организација или општинска организација го критикува председателот на партијата. Ама тоа го прави и мисли дека е добро за партијата. Не бива демократска земја ако нема дебати во партиите. Нека има разноликоста. 8 сата држевме конгрес и Бранко Црвенковски кој беше централен одбор, кој беше председател. Сега држевме еден куп саатови дебати за одлуките се. Се било ставено на маса. Се дебатира до безсвес. Мислите дека на тој програмски конгрес на кој предвидувате бројка на гости кои ќе можат да дојдат и да дискутираат на програма која не е затворена, ќе биде новата слика за прекинатиот страв и дека луѓето навистина ќе сватат како и во нормалните земји дека можете да гостувате и кај едната и кај другата партија да ги изложите своите идеи. Ако сте експерт, ако вие до добра програма на изборите, без оглед кој јадрото на приказната. И тоа е променето веќе. И тоа е поразлично од порано. Тоа е поразлично од другите партии. Програмскиот конгрес не го правиме да ги сплотиме редовите на СДСМ. Тие се сплотени. Тие учествуваат во платформата која што ќе ја понудиме за дебат. Платформа, не програма. Не е целта, тоа е променетото. Да создадеме готова програма и сега ќе ишетаме коморите, синдикатите, здруженијата и готова е програмата. Што ќе ишетате, ќе представувате? Не вградете и сега кога се создава тоа. Програмскиот конгрес е замислен да се одржи 3 дена. Ќе смогнеме сили и капацитет тоа материјално да го организираме. Ама ќе испрати порака, тие користен вечервот и не можам да ја прецизирам датата, крајот на октомври, почетокот на ноември ќе биде програмскиот конгрес. Секој што сака да даде прилог преку програмата на опозицијата водена од СДСМ може тоа да го направи на основа на понудена платформа на која што ќе менува, односно брише и ќе допишува. После дебата која што ќе трае 3 дена, специфицирана по области, за да излечеме максимум. Не знаеме ние се и најдобро од СДСМ. Ние сме отворени да не подобри општеството. Ги повикуваме сите експерти, сите стручни луѓе. Знаат веќе дека СДСМ ќе биде власт. Може да дојдат во овој период и да дадат свој придонес, да се вгради таму со аргументи. По пат на дебата, тоа што е најдобро, ниту Заев, ниту Ванчо Узунов, ниту Игор Шема, ниту, не знам, Драган Тевдовски знаат најдобро. Ние може знаеме нешто најдобро, не знаеме се најдобро. Сакаме да ни се помогне, да имаме добра програма. Која што програма не ги добива изборите. Никој нема до крај да ја чита. На интернет може би ќе ги предизвикаме да ги прелистат и ќе ја дадеме. Таа не е пресудна, но тоа е заветението на политичарите. Нешто за кое што треба да не држат, за да може да го реализираме. Оти тука треба исто така секој да се пронајде, како што реков, ќе се пронајде во бомбите и ќе знае за кој не треба да гласа. И овде треба да се пронајде и за да знае зошто и да гласа за опозицијата, која што го дала заветот во еден документ, кој што ќе биде водилка во процесот од наредните 4 години. Само кратко влегуваме терминот на вести. Можно ли е Хан, наместо да дојде да ви честита за успешно завршена една од најважните епизоди, утре да има задача да ги помирува раскараните страни во собрание кои не можат да се договорат за анкетна комисија? Јас се надевам дека некој пат и некој работи сами ќе ги завршиме. Не ни треба се меѓународно, ние сме суверена земја и можеме тоа да направиме. Не ни требаше сега до 15 до наутро рано да се договараме за законот и името на специјалниот обвинител. Ме можевме да завршиме тоа и на 10. Зошто? Таа поука, се надевам, ја испраќам директно кон власт. Таа е таа што развлекува, заобиколува и купува време. Ништо не значи. Договорот од Пржино ќе се исполни до крај, па мајка Јана да е. До крај ќе се испочитува. Се што е таму предвидено, вклучително
и паралелното отварање на 23-24, ние преговори не можеме да отвориме заради проблемот со Грција и другите работи, но и recommendation, односно препораките од Европската Унија, директно преку прибе извештајот, мора да бидат имплементирани. Нема бегање. Не зборувам дали ние ќе влеземе во владата како министри, заменици министри, Груевски дали ќе даде, тоа се подразбира. Ваквите квалитативи исто така мора да се реализират. Час порано, дали се работи за медиуми, избирачки список, изборно законодавство, правосудството, корективите во општеството, јавниот правобранител, се што таму е укажено, мора да се имплементира. Не е во ред да дојде хан и за тоа да зборуваме. Ако сме паметни, ќе го искористиме хан за друго. Ќе зборуваме за правосудството, ќе зборуваме за методите на медиумите, ќе зборуваме, би кажал, директно да го предизвикаме, да ги отвориме тие преговори, оти ќе помогнат и во правата на граѓаните кои што во моментот е важно за мигрантите. Плюс причина да искористиме мудро, па да направиме притисок и официјално да отвориме преговори во Македонија. Заради тоа што чаптер 2, поглавја 23-24 офаќат и такви работи кои што се врзани со мигрантите. Ако сме паметни тоа да го искористиме, се надевам дека сите ќе извлечеме поука да го користиме меѓународниот фактор исклучиво во интерес на државата и граѓаните. Ви благодарам што вечерва бевте мој гостин. Благодарам и на вас.